Бројни реакции во јавноста предизвика апелот на група албански интелектуалци околу принципите што според нив би требало да ги имаат во предвид политичките партии во текот на преговорите за формирање влада. Дел од македонските интелектуалци реагираат на социјалните мрежи дека така наречените албански интелектуалци не се интелектуалци ако се идентификуваат со своето етничко потекло. Професорката Билјана Ванковска во статус на Facebook забележува дека ако овие интелектуалци веќе решиле да бидат само албанци, требало да ја земат во обзир и заедничката платформа на албанските партии. Ама не, ним им е полесно на Груевски да му пишуваат отворени писма. Ова е уште еден доказ за лажниот наратив за граѓанскиот карактер кој наводно го создаде опозицијското движење. Македонија останува поделена дури и кај оние кои треба да ги трансцендираат етничките и верските разлики, пишува Ванковска. Со коментар на Facebook се јави и професорот Љубомир Цуцуловски, кој зборувајќи историски за наводната албанофобија тргнува од времето на екс-Југославија, во која ја анализира состојбата на албанците. Тој пишува дека албанците и во тоа време се жалеле дека никој не ги сака, па за да им се докаже спротивното на Косово му била дадена автономија, им било овозможено образование на албански јазик на сите нивоа, била формирана Академија на науки и уметности на Косово. Цуцуловски анализира дека во Македонија по осамостојувањето состојбата е иста како и дотогаш во СФРЈ, ако не и поповолна за албанците. Професорот подсетува дека на албанците им било дозволено образование на мајчин јазик, пеење на националистички и великоалбански песни. Барем 2 пати дојде до амнестија на припадниците на албанските илегални паравоени формации. Првпат на паравојската кога Љубомир Данаилов Фрчковски беше министер за внатрешни работи, потоа на борците на ОНА од 2001 година. Во исто време беше дозволено истакнувањето на државните символи на Република Албанија, како што се знамето и грбот, пишува Цуцуловски. Според него, наместо албанците во Македонија да се задоволат од добиеното, нивните барања се радикализираат. Сега, например, на господата не им е доволно што употребата на албанското знаме е легализирана, туку сакаат да ги креираат македонското знаме и македонската химна. Сакаат исто така да одлучуваат дали македонците ќе се викале македонци и дали Република Македонија ќе била Република Македонија, бидејќи и тие биле дел од истава држава, па не им било сеедно за претходните прашања. Во спротивно не ќе се чувствувале како да се дома. Меѓутоа, на што би личело ако македонците почнат да одлучуваат дали албанците ќе се именуваат како албанци или како треба да изгледа нивното знаме, бидејќи и македонците живеат во истава држава, па не им е сеедно како албанците ќе се именуваат и како ќе изгледа нивното знаме. Бидејќи во спротивно и тие македонците не би се чувствувале како да се дома. Таквите барања би биле израз на крајен простотилок и со оваа оценка без било каква резерва целосно се согласувам. Исто онака како што претходните барања на албанските етнички партии ги сметам за простотилок и нецивилизираност, еднаква на елементарна несоциализираност. Не може цело време македонофобијата да се зацкрива и да се објаснува со наводната албанофобија, смета Цуцуловски. Дел од медиумите денеска пишуваат дека Сорос, СДСМ и БЕСА стојат зад апелот на албанските интелектуалци кој е политички мотивиран. Многу од подписниците на апелот, објавија медиумите, се професори албанци кои се на платен список на ФОН, каде собственик е коалицијскиот партнер на Зоран Заев и Цановски, а исто така меѓу подписниците на апелот има и компрометирани имиња обвинети за криминал. Според информациите на дел од медиумите, заеднички именител на сите подписници е Сорос, што укажува дека и овој апел е финансиран со парите на оваа фондација.